Добар ден. Ова е почетокот на новото продолжение од Фактор Здравје. Со многу позитивна енергија и свежа доза на информации ве поканувам до крај да бидете со нас. Еве ги деталите за денешната емисија. Тим на научници од Универзитетот во Тел Авив, Израел, измислија и нормално применија нов имплант кој што се вградува во рбетниот мозок. На овој начин израелските научници сметаат дека ќе им помогнат на 3 милиони луѓе во светот кои што се парализирани и немаат можност за движење. Иако овој имплант е се уште во рана фаза и се испитува, тој бил вграден во 15 глувци и кај 12 од нив било забележано движење. Со овој чин и со овој имплант сметаат научниците од Тел Авив ќе успеат да ги освежат пред се и да успеат да ги вратат во нормала и движење лицата кои што имаат проблем со моториката. Дополнително, израелските научници со Американската агенција за храна и за лекови сакаат овој патент да биде серијски произведен и на тој начин достапен за сите лица кои што имаат од ваква потреба во целиот свет. Зборувајќи за рбетниот мозок, она што треба да се земе во предвид е дека тој е сплет од многу сегменти, меѓу кои и нервите. Ги споменувам нервите, бидејќи невралгиите или воспалението на нервите ќе бидат денешна тема во Фактор Здравје. На моите и ваши прашања во продолжение, одговор ќе ви понудиме преку богато клиничко и предсенаучно искуство на професор доктор Драгана Петровска-Цветковска, специјалист невролог од јавната здравствена установа, Универзитетска клиника за неврологија, дел од клиничкиот центар Мајка Тереза во Скопје, каде што извршува клиничката, а научната дејност на Медицинскиот факултет во Скопје, каде што е редовен професор. Професорке, добар ден, добро дојдовте во Фактор Здравје и се радувам на повторното соочување пред камери. Како сте? Добро утро, Илија, добро утро до гледачите на емисијата Фактор Здравје. Секогаш кај вас во емисија на моје големо задоволство. Тука сме секако да дадеме одговори на многу дилеми, на многу прашања кои што си ги поставуваат нашите пациенти, па еве, денеска ќе се посветиме на темата невралги. Да, благодарам за вашето присуство и само да дополнам во контекст на најавата на гостинката дека професор доктор Драгана Петровска-Цветковска и актуелен претседател на Сдруженијето на невролози на државава. Останете со Фактор Здравје, ќе продолжиме по паузата за реклами. Со оглед на темата и актуелноста ве поканувам од овој момент да бидете со Фактор Здравје и секако да ни се јавите доколку имате интерес да поставите прашање. 60919224 и 60919225 се двете директни телефонски линии отворени за ваши јавувања и ваши прашања до професор доктор Драгана Петровска-Цветковска, специјалист невролог и актуелен претседател на Македонското Сдружение на невролози. Професорке, бидејќи зборуваме за тема која што досега не сме ја третирале, како вие од ваш стручен аспект ја дефинирате и колку е честа во вашата клиничка пракса? Така, денеска ќе говориме за невралгиите со посебен осврт на тригеминалната невралгија. Тоа е една болна состојба која што е најинтензивна, најјака, која што може да ја осети човекот. И навистина, кога ќе се соочите со ваков пациент, е голем предизвик да ја копирате болката. Мора многу индивидуално да се пристапи, мора да пациентот што е можно побрзо се обезболи, бидејќи едноставно го инвалидизира. Или накратко прво да кажем што е тригеминална невралгија. Тригеминалната невралгија е еден болен синдром кој при афекција на петиот кранијален нерв или нервус тригеминус. По однос на својот состав, тој е мешовит нерв, значи има своја моторна функција и има своја сензорна функција. Доминира сензорната функција, односно осетот на нашето лице. Како што стигнува, или тоа се грани на 3 гранки, односно имаме офталмична гранка, имаме на челото, имаме втората гранка е максиларната гранка, која што учествува во инервирање, односно во осетот на делот од носот, на делот на образот, односно во регијата на зигоматичната коска, горната усна и горната вилица, и третата гранка која што учествува во инервирање на долната усна и долната вилица. Практично го афектира целото лице. Целото лице, да. Да. Невралгија, самиот збор ни кажува дека станува збор за еден болен синдром, синдром кој што пациентот го инвалидизира. Што се може да предизвика, нели, како причина појава на оваква тригеминална невралгија?
Многу работи и секогаш кога клиничката слика е едноставна. Нели, пациентот ви доаѓа и ви кажува дека има интензивна болка во регија на образот, во регија на горната усна, долната усна, челото, која што се провоцира со многу едноставни, како да кажам, дневни процедури, како што е миење на лицето, како што е четкање на забите, како што е кај мажите, бричање, шминкање кај жените, џвакање, пиење вода, струење на воздухот, значи многу едноставни работи кои што ги правиме секојдневно. Да. И во основа, нели, сето тоа ја провоцира таа болна состојба која што доведува до појава дури и на грч на самата мускулатура, неможност дури и да ви ги каже симптомите пациентот. Значи видно е променето лицето или ликот. Видно е променето лицето, едва може да ви ги каже симптомите. Секако оваа состојба нема да ја бараме многу кај млада популација, бидејќи јас работам со постара популација или повозрасна. Повозрасна популација, така да ова е состојба која што се јавува некаде од средно доба, средна возраст, над 50 години, и како кај повеќето состојби во неврологијата, така и тука ние жените предничиме, и тоа многу повеќе отколку мажите. Застапено согласно статистиката, 5,9 на 100.000 жители кај жените, наспроти 3,4 пациенти на 100.000 жители кај мажите. Значи, ако имате возрастна жена над 50 години и ако ви се пожали на ваква болна состојба, апсолутно ќе се посомневате на тригеминална невралгија. Причините се многу бројни. Значи, клиничката слика ја имаме, треба да ја поставиме дијагнозата, но во меѓувреме секако пациентот мора да го обезболиме. Каде трагаме? Трагаме во неколку состојби и за жал морам да потенцирам дека кај голем дел од пациентите причината ни останува нејасно дефинирана. Најчесто ја имаме при повреди на лицето, при исчешување на темпоромандибуларниот зглоб, при дентални процедури, кои дентални процедури би ги имале, нели таа возраст е вадење на забите или пак поставување на мостовите, сето тоа може да провоцира појава на ваква надразнување, да кажам, на овој осетлив нерв и да даде ваква болна реакција. Но не секогаш е периферијата во прашање, некогаш е во прашање и бидејќи секој од кранијалните, односно од мозочните нерви имаат своји јадра кои што се сместени во мозочното стебло, може да се и промени на ниво на мозокот. Најчесто тоа се промени на ниво на крвните садови, односно некакви проширувања, кои што најчесто ги имаме кај пациенти кои што имаат хипертензија, и со самото тоа проширување на крвниот сад да се притисне нервот и да се направи дразба на нервот. Да, благодарам за разбирањето. Имаме некого на линија. Добар ден. Ало, зборувате, добар ден. Добар ден. Кој е вашето прашање, господине? Зборувате, ве слушам. Се јавувам од Велес. Добра. Најнапред поздрав до вас, до вашата екипа. Благодарам. Се разбира до докторката. Добро. Што имате да прашате, господине? Јас сум сопруг на пациентка оболена од невралгија. Добро. Мојата жена е веќе 15 години болна од мултипла склероза. Во ред. И у последно време за честија знаци, овие знаци што ги покажува докторка за невралгија. Добро. Барате, предпоставувам, некое мислење или имате конкретно прашање? Сега ние отидовме во клиника во Скопје, таму е пациентот во клиника во. Добро. И ни ја открија невралгијата. Сите овие симптоми што ги кажа докторката, ги има супругата ги има ваша. истите знаци. Добро. Значи, ја слушав внимателно. Болките се страшно неверојатни. Страшно неверојатни. Добро. Предпоставувам некоја насока или професор ќе вие? Да, апсолутно го разбрав. Да, не стигнав да докажам причини Добро. други. Слободно кажете ја вашата мисла. Не занима, почна више и да не јаде, не може да јаде. Точно. Се нормално, нели, вилицата кога се отвора, давите не може да притиска, има страшни болки. Не занима докторката да ми објасни, почна како терапија ни дадо тагретол. Така. Добро. Колку е тагретолот во помош
со оваа диагноза и што можеме понатаму, како да правиме, што да правиме. Да се носи со состојбата. Ви благодарам многу и ви посакувам секое добро вам и на вашата сопруга. Кој е вашиот коментар? Ова е пример, не стигнавме да ги кажеме сите можни причини. Во основа рековме нели дека крвните садови, ако се проширени, садови, да притиснат на јадрото и излезиштето на самиот нерв. Секако може да се и туморозни формации, може да е демиелинизатор на плака. Со оглед дека се работи за пациентка која што има мултиплекс склероза, каде што имаме воспалителни, автоимуно воспалителни плаки, најверојатно една од тие плаки и во мозочното стебло, која што едноставно најверојатно и са не знам колку време ги има проблемите, 15 активна. 15 години рече дека ја има диагнозата. Болеста мултиплекс склероза, меѓутоа конкретно тригеминалната невралгија не го прашав колку време. Може да е активна плака која што притиска на нервото, може и да не е, нели треба да се направи нуклеарна магнетна резонанца, ангиографија, МРА ангиографија или КТ ангиографија, да визуализираме и крвните садови и промените што се јавуваат во мозочното ткиво. Сега, прашањето беше околу терапијата. Да. И неможноста, нели рече, да јаде. Не може да јаде, да. Значи, во Тоа основа... го потврдува оно што го опишавте на почетокот. Апсолутно, да. Во основа, терапијата може да ја поделиме во 3 категории. Прво е нели превентивна терапија, односно избегнување на така наречените тригер фактори кои што ги спомнав, а навистина е многу тешко да се избегнат, бидејќи сите мора да јадеме, да го измиеме лицето, да ги измиеме зъбите, да се напиеме вода, да излеземе нели, да не допре воздух надвор. Да. Нели фокусот ни е секогаш на фармаколошката терапија, да го обезболиме пациентот. Лек на избор се антиепилептиците. Колку е титрирано, не знам. Во суштина, титрацијата на лекот, односно дозирањето на лекот, е индивидуално. Кај некои пациенти се постигнува успех со релативно ниски дози, да кажам околу 800 мг на ден, кај некои пациенти ни е потребно многу повисоки дози или потреба од политерапија. Значи, ако немаме одговор на карбамазепинот, се додаваат други антиепилептични лекови кои што се прва линија на избор. Тука се прегабалинот, габапентинот, многу помокни антиепилептични лекови, конкретно насочени во третман на невралгијата, односно на невропатската болка. Во меѓувреме, нели тоа бавно се титрира. Не можеме ние да го доведеме пациентот до степен да има ефективна доза. Мора да го обезболиме. Тука најчесто користиме нестероидни антиревматици, како спазмолитици и меѓу другото како тераписка опција е и апликација на ботокс. Не во естетска, туку во тераписка, секако во многу поголеми дози од оние што се употребуваат за разубавување. Бидејќи секогаш рековме ја бараме причината, треба да ја отстраниме причината, да најдеме начин да ја отстраниме причината. Во основа, да, ќе продолжиме да имаме гледач, јавување. сакате да го вклучиме, ви благодарам уште еднаш на разбирањето. Добар ден. Ало, зборувате, добар ден. Добар ден. Да, во програма сте, ве слушаме, кое е вашето прашање? Сакам на докторката да ја поставам прашање во врска со невралгијата. Ајде, слободно. Може и со вас, нали? Да, вие сте на линија, господине, ве слушаме. Видите, јас се боледувам веќе од ова болка невралгија 30 години. Несносливи болки имам, значи ми препорача тегретол, меѓутоа од тегретолот јас сум алергичен на тегретолот, добив ИСИП. И го прекратив, после тоа употребувам Neurobion и Neurovit има сега, меѓутоа многу слабо ми делуваат. Болките не престануваат. Neuробионот го користам по 3 земам дневно таблети. Добра. По така пишува и во опасството, повеќе не смеам, најмногу 3. Ама болките ноќе ми се јавуваат пак, значи не така некогаш несносливи болки. Да. Дали ова доволно за одговор? Да, ви благодарам господине за интересот и останете со Фактор здравје 30 години, рече господине. Да, тоа е болна состојба која што најверојатно реков кај голем број од пациентите причината не можеме да ја пронајдеме. Едноставно тоа се многу ситни регии,
каде што се случуваат микропромени кои што не може дури со невроимеджинг методи да се детектираат. Да. И рече господинот, извинувам што ќе ве прекинам, во ноќно време кога спие, најизразени се. Има ли значење болката кога е најизразена во однос на текот на денот? Генерално кога ќе се провоцира. Значи да може би му смета допирот на перницата или на креветот, образот, да. Меѓутоа повеќе нели овие тригер фактори кои што претходно ги споменав. И фактот дека навечер кога ни мирува телото, се она што не боли е поинтензивно. Да. Поинаку го перцепираме. Пациентот е оставен без терапија, тоа морам да го потенцирам, Neurobion е Б витамин. Б витаминот секако ни помага во регенерација не во регенерација, во опоравување на но како потпора сигурно систем. На фармаколошка терапија. Потпора е, да, ни помага, ама не е лек. Значи, оставен е без терапија која што ќе го обезболи. Споменав претходно, не е само карбамазепинот, имаме една многу широка палета на антиепилептични лекови кои што делуваат на едноставно, како да кажам, потиснување на преработката на болните синдроми во нашиот кортекс, во кората на мозокот, каде што е таа зона, и едноставно не ги чувствуваме толку болно како значи, што треба да се перцепира. Начин. Се прекинува, да. Тој пренос на информации или копира, стручно кажано. Да. И затоа секогаш ни е лек избор антиепилептици. Споменав, имаме и други кои што се согласно гайдлайнсите, односно медицина базирана на докази. Тука се прегабалинот и габапентинот како прва линија на лекови за избор во третман на оваа болна состојба. Да. Значи, треба да повторно да побара консултација со невролог и да му биде препишан друг лек кој што не е карбамазепин. Да, и само може да се јави интолеранција, не верувам дека е класична алергија, меѓутоа интолеранција бидејќи 30 години пациентот го користи тој лек со зголемување и намалување на дозите. Да, и бидејќи зборуваме за тригеминалниот нерв, нели, она што ни беше фокус во овој прв дел од Фактор здравје, само кратко колку оваа група на пациенти бараат контрола и редовно следење. Па бараат, они се доаѓаат некако сезонски, почесто. Обично јас лично ги контролирам на 3 до 6 месеци, така ги закажувам контролите. Тука, нели, во тој период маневрирам со дозите, кога веќе пациентот ќе дојде во фаза на безболност или помало ниво на болка, гледам да го поштедам од високи дози на антиепилептици. Кога имаме јака болка, тогаш нели правиме малку поагресивен пристап во однос на третманот на болката, па дури со терапија, со инфузиона терапија со нестероидни антиревматици и аналгетици. Да, и пред паузата за реклами повторно имаме ваше јавување, интерес од вас. Добар ден, дали сте на линија? Ало? Ало, добар ден, господине. Добар ден. Добро дојдовте и вие во Фактор здравје. Кое е вашето прашање? Прво поздрав до докторката и до вас. Благодарам, поздрав и до вас. Сакам да прашам се работи за мојата сопруга. Добро. Па едно 25 години е имала болест невралгија. Почнавме со тегратол од 200 мг. Сега едно 15 години користиме 400 мг тегратол. Добро. Меѓутоа болките не се намалуваат скроз, пие 3 пати по едно дневно и така да 3 кути во месецот испие. Меѓутоа болката неина од тегратоло скроз не се намалува. Она болката има нонстоп 24 сата. Сега има периоди, например, кога има неиздржливи болки. Сега со многу лекари сме разговарале и по Скопје секаде и се чудат лекарите како може да се издржи таа болка. Кога има многу голема болка, пие термодол. Добро. Од термодолот, ама избегаваме го термодолот, сега кој е најкритично. Да, благодарам. Ја намали болката и некако може да заспие. Да, ви благодарам за вашето јавување, вашиот интерес и уште едно јавување имаме во овој блок. Добар ден. Добар ден. Добар ден и до вас, господи, уште еднаш. Кое е вашето прашање? Моето прашање, јас се извинувам, може не е за докторката, јас имам миестенија. Добро. Стенија од 2013 година. Пијам местинон. И сега поради во пандемијата не сум отидела на лекар, одам кај докторка Саздова. Па прашувам докторката во последно време, приметувам дека мускулатурата ми се олабавува. Дали може да си ја наголемам, апчињата што е терапијата, пијам по пола
пола на 4 сата. 6, 10, 2 и вечер во 6. Да, благодарам за интересот. Останете со Фактор здравје, ќе продолжиме по паузата за реклами. Ве поздравувам уште еднаш и ви посакувам добре дојде во вториот дел од Фактор здравје. Професорот доктор Драгана Петровска-Цветковска, специјалист невролог и натаму ваша и моја гостинка во студиото на Фактор здравје, а разговараме на тема невралгии. Пред следното јавување, професорке, само коментар за јавувањата претходно. Кратки одговори, да, па добре, се повторивме во одговорите, повторно нели рековме долготрајна состојба. Уште една сопруга, да. Доказ дека жените нели почесто жените се почесто и тоа двојно повеќе во однос на мажите. Пак ќе кажам, индивидуален е пристапот, докторот треба да ги води пациентите, да ги обучи. Јас секогаш кажам, штом се појави интензивирање на болката, зголемувам и знаат на кој начин да ја зголемуваат дозата со совет дадени и напишан, нели? Не може да сме секогаш достапни кога они ќе развијат болен синдром, кога ќе се интензивира болката, значи да се зголемува, па потоа како што се намалува болката, се намалува до некоја доза на лекот каде што нели немаме чувство на болка. Реков, може да се комбинираат повеќе антиепилептични лекови со цел на пациентот да се обезболи, каде што има болка мора да се третира. Пациентот не смее да се дозволи да биде во состојба да осеќа болка, пошто таа е навистина истоштувачка состојба која што пациентите ги води во депресија. Нели тие две, како да кажам, здружно одат едни покрај други. Истоштуваат и го менува квалитетот на живот, имаш несоница и имаш појава на депресија. Во однос на мијастинијата, тоа е многу специфична болест, која што навистина бара следење од страна на специјалист невролог и тоа би рекла малкумина во државата. Јас топло би ја посоветувала добро заштитена да ја консултира својата докторка, омалаксаноста бидејќи тоа болест која што практично кај која што имаме практично патолошка мускулна заморливост. Мислам дека не е избаждарена дозата на местинонот, можеби ќе треба и дополнително да се третира со кортикостероидна терапија, меѓутоа мора да ја консултира на своја рака, не, затоа што може да се доведеме во ситуација и премногу да прими тој лек кој што пациентот го воведува во една клиничка слика налик на мијастинична криза, меѓутоа многу потешка, да кажам, предозираноста со тие лекови потешко може да се третира од страна на нас невролозите, на своја рака никако. Да, благодарам за овој коментар и уште едно јавување ќе вклучиме во Фактор здравје. Добар ден, дали сте на линија? Добар ден. Да, благодарам што бевте трпелив, господине. Кој е вашето прашање? Јас се јавив, бев првиот што се јавив. За сопругата што прашавте? Да, за сопругата. Да, се сеќавам. Јас се извинувам и за другите. Добро. Ги слушав другите што кажува, истите симптоми, истите знаци, се е тоа во ред. Сега ме занима како ние да дојдеме до тоа снимање што го кажа докторката, како да дојдеме до неа. Нуклеарна магнетна резонанца или компјутеризирана, рековте? Па јас сум достапна. Во моментот ординирам на неврофизиологија, бидејќи повторно делот каде што работам е ковид центар, четврток ми е ден за амбуланта, со приоритетен упат сигурно може да дојде. Да, не враќам пациенти. Значи, тука сум веќе ви помогнам, да. Неврофизиологија? Да, на неврофизиологија. Да. Благодарам. Значи во четврток можете да се обратите и да ја побарате професор доктор Драгана Петровска-Цветковска, специјалист невролог, актуелен председател на Македонското здружение на невролози и дополнително научната дејност ја извршува на Медицинскиот факултет во Скопје, кој што е дел од Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Бидејќи зборувајќи за невралгиите, има многу регии во телото кои што исто така не ги допревме, се задржавме на лицевата регија, но да го споменеме и нервус ишијалгиус, така беше нели? Ишијадикус, да, се извинувам, исто така или ишијалгијата, нели? Така, брахијалгија, ишијалгија. Да, тоа се само сакав да довршам, Миле, некако него заокруживме со тригеминалната невралгија, нели мора да ја побараме причината, остана тоа некако недоодговорено и во доколку се најде дали тоа помага на пациентите, значи имам пациенти што се обезболени. Во колку е дислокација на темпорамандибуларниот зглоб, максилофацијалните хирурзи го решаваат проблемот и пациентите се ослободуваат од болка. Значи хируршки се третира. Ако е за балото, тука ни се стоматолозите.
А ако е веќе горе, централно, значи било да е тоа аномалија, задебелување, проширување на крвен сад, значи плака, ако е како што беше кај првата пациентка, тука веќе е неврологот. Меѓутоа, ако се некои васкуларни аномалии, тумори или други причини, цисти и така натаму, кои што прават компресија, тука ни се секако од помош на нашите колеги неврохирурзи, може да се користат различни техники. Тука е секако микроваскуларната декомпресија, користење на стереотактичка неврохирургија со користење на еден специфичен, таа е микрохирургија, ви рекла, користење на гама нож, балон декомпресија, користење апликација на глицерол, значи има многу тераписки опции кога станува збор за централно оштетување, нагмечување и потиснување на тригеминалниот нерв. Реков, кај најголем број од пациентите причината ни останува нејасна, непозната и тука ни останува само фармаколошката терапија да третираме со лекови за обезболување. Да. И нервус ишијадикус, да. Мислам дека не постои човек на планетава кој што барем еднашка во животот не се укочил во ногата. Да. Или долногрбна болка, можеби. Долногрбна болка, да. Попозната. Значи ја добиваме од секакви ситуации, нагло подигнување на товар, нагло некое движење да ги врземе патиките, најчесто од товар и после тоа имаме укочување, би рекле, во кичмата, во долногрбниот дел на рбетот, кој што може да се шири кон задникот, односно глутеусот, или пак да се шири позадно на дворешната страна на ногата до некој дел. Дали е до петата, до малиот прст, повисоко, значи во зависност од тоа на кое ниво ни се инервирани ни се клизнало перничето кое што стои помеѓу прешленските тела. Да, благодарам и за овој дел. Имаме уште едно ваше јавување. Добар ден. Добар ден. Добро дојдовте и вие. Кој е вашето прашање? Фала. Видете, поздрав до емисијата и до докторката. Поздрав и до вас. Ве молам да прашам за супругата. Добро. Ало? Да, ве слушаме, да, зборувајте. Видете, супругата има нервот многу е боли кај ногата. И по целата снага фактички, ишијалгија, реума, меѓутоа нервот никако сите снимки ги направивме, све апчина испивне и никако не помага. Дали ова доволно за коментар насока? Па добро, да, ќе дадеме благодарам насока. За вашиот интерес. Може тоа да го поврземе, нели, бидејќи причините ги споменавте, секому може да се случи. Дали анамнестички е доволно да се утврди или дијагностицира оваа состојба? Дијагнозата или насоките, во што кој правец понатаму, размислуваме, секако се базира на анамнеза, меѓутоа и на клинички преглед. Да, за да се трага по причината. Сето тело, повеќе укажува на артралгија, значи на болки во зглобовите по целото тело, на коските, условно кажано, како велат луѓето. Коските не болат, но болат зглобовите, значи. Болат зглобовите, да. Да, тие сврзни делови. Боли рбетот. Да. Без разлика од која причина, дали е тоа, утре ќе зборувате, нели, артралгија, ревматоиден артрит или многу други причини, ете, автоимуни и така натаму, ние сега се зборуваме за ишијалгија. Да. Ишијалгијата најчесто причина е пролапс на дискус, односно тоа што го споменав како клизнување на перничето кое што стои и амортизира, нели, помеѓу прешленските тела. Тука излегуваат тука се излезиштата на корените на нервите кои што одат кон рацете и нозете. Најчесто места каде што имаме болни синдроми во раката и во ногата се, нели, горногрбната болка и долногрбната болка, односно вратниот дел од ребетот и лумбалниот дел од ребетот. Да. Зошто може, се јавува? Да помогне или што како избор фармаколошки и друг начин постои? Да, само сакав да споменам зошто се јавува. Вратната најчесто ја гледаме кај луѓе кои што се врзани со работа на столче. Значи, дали е тоа банкарска работа, шелтерска работа, работа на компјутер. Значи, позиционирање во една нефизиолошка позиција која што трае со сати доведува до пореметување и појава на горногрбна болка. Ишијалгијата повеќе ја гледаме кај луѓе кои што работат потешка физичка работа, кои што подигнуваат товар, кои што работат со лопата или кои што се улежани, нели? Улежаност па некое нагло движење по дома, поместување на мебел
имаме Да, од една активирање во друга појава крајност. на ишиалгија. Да. Никој не е отпорен. Значи, сите од нас можеме во одреден период од животот, во одредена ситуација, да манифестираме цервикобрахијалгија или пак лубоишијалгија. Да, и уште едно јавување, се извинувам повторно што ќе ве прекинам, имаме, чинам дека и последно за денеска во Фактор здравје. Добар ден. Добар ден. Господине, вие сте наред, ве слушаме. Би ја прашал докторката на кратко само. Има последните 4 месеци чувствувам болки во нозете и во рацете. При магнетната резонанса се установи дека имам дискус хермија и подвижноста ми е, мислам, добра. Можам да ги движам нозете, но во седечка ситуација постојано ми се јавува здрвеност на нозете, исто и на рацете. Тоа е со тек на време ми поминува. Почнав да примам невронал и некои други лекови, така да последно што ми препорачува физикална терапија. Дали треба да ја правам таа физикална терапија или не? Тоа сакам Извинете, да прашам. само да ве прашам, дископатијата ви е на вратниот дел од дребетот или Не, на лумбалниот? На долниот дел, На лумбал. лумбалниот. Да, ви Добро. благодарам за вашиот интерес. Па се баш не ни корелира со рацеве, ке да е на повеќе нивоа, најверојатно и вратната регија можеби не е испитана. Да, значи терапијата е прво, нели, кога ќе се јави таа болка, која што на што се вистина вели, да. не ви дозволува да седите, најубаво е кога ќе фатат позиција стоење, одење повторно боли, лежење боли, лежење добро, не боли, обично мируваме ќе фатат позиција некоја каде што не го настискуваат. Се шегувам, но сите ова сме го доживеале, за жал. Сите сме го доживеале. Добро рековте. Кој појако, кој послабо. Ке фати позиција и се смирува. Да, седењето на вистина е смрт. Баш се провоцира, се тегне едноставно, се истегнува, го провоцираме нервот. Значи, првата работа е да се обезболи пациентот. Диагнозата можеме да ја поставиме и со поедноставни методи, доволно е рентген на ЛС ребет или на вратен дел од ребетот. Сега, нели, ако имаме малце по-специфична клиничка слика, некои симптоми кои што ни укажуваат дека можно е да имаме оштетување на кај притискање на кај ребетниот мозок и појава на некакви воспаленија или пак на кореното нерво, тогаш правиме пософистицирани методи, компјутерна ЛС ребет, нуклеарна магнетна резонанца и да, физикалната терапија е број 1, значи и треба дури превентивно да се прави еднаш до 2 пати годишно, за да не се доведеме пак во ситуација да имаме болка. Да, и она што ќе го констатирам секогаш со вас кратко ни е времето ни недостасува Да, уште да навистина, уште зборуваме. многу, да, Иако да. неврологијата и би рекол најмногу ја третираме во Фактор здравје, ќе ви се заблагодарам професорке и со нетрпение ве чекаме веќе на пролет овде во Фактор здравје. Секако на моје огромно задоволство кај вас. Ви благодарам уште еднаш и ви посакувам секое добро. Поздрав до колегите на клиниката за неврологија. Благодарам за вашето внимание и пријатен ден до утре.